Еве неповторно во уште едно издание на емисијата Успешни, како и секогаш и овој пат донесуваме една поинаква приказна. Зашто станува збор, предлагам да останете во следните минути со нас и да дознаете кој е нашиот денешен гостин и чија успешна приказна ќе ја раскажуваме. Моден дизајнер е перманентна уметност на дизајн и естетика или природна убавина на облеката и модните додатоци. Модниот дизајн е под влијание на културата и општествениот однос и бил разновиден во однос на времето и местото. Модните креатори работат на многу начини при дизајнирањето на облека и модни додатоци. Некои работат сами, а некои како дел од тим. Модните креатори се обидуваат да ги задоволат желбите на потрошувачите за естетското дизајнирање на облеката, па поради потребното време да ја донесат облеката на пазарот, понекогаш од потрошувачите може да се очекува да го сменат вкусот за облека. Всушност, некои модни дизајнери имаат углед кој му возможува да воведат нови модни трендови. Марта Мирова, со својата појава и настап, веднаш ја демантира представата за ексцентричен и недостапен моден дизајнер. Нежна, елегантна, комуникативна и реална, веќе повеќе години настојува во Македонија да ги примени светските теркови на модниот дизајн. Со својата работа и со секоја своја колекција настојува да гурне митот за елитноста и недостапноста на модниот дизајн. При изработката на секоја своја колекција тргнува од ставот дека самата таа сака облеката што ја дизајнира секогаш да остане свежа, да се комбинира со било кое ново парче облека, а да изгледа потполно совршено. Тргнувајќи од својот личен вкус и желба за облекување, се трудам тоа да го пласирам и низ филозофијата на она што го работам. Се покаже дека она што го создаваме не е за една-две сезони. Многу ми е мило што клиентите со кои имам веќе поблизок контакт, со години носат некои парчења облека од моите колекции и тие се уште изгледаат убаво и свежо. Тоа е најголемото задоволство за секој дизајнер, раскажува Марта. Во оваа емисија го славиме успехот за приказната која 6 години ја пренесуваат најдобро облечените велешанки, приказната за 4 сезони и дизајнерката Марта. Како се случи да станете моден дизајнер? Па некако спонтано, со текот на годините официјално требаше да бидам правник. Можеби ќе бев еден од подобро облечените. Пред 15 на години се случи прво да го отвориме бутикот. Со тоа некако почна да се развива и вистински, значи мојата пасија кон модата како таква. Претходно мојата креативност била само моја, а потоа со бутикот можев да ја спакувам како приказна и да ја представам, нели, на одредена публика. После 10 на години веќе работа со бутикот и продажба, нели, на облека, некако дојде моментот кога ми требаше нешто повеќе. И се одлучивме дека мојата креативност и мојата индивидуалност би ја искажала со мои модели, со нешто што е мое, со нешто што сум јас. Така во 2009 ја отворивме модната работилница Март Арт, која што е дел од бутиците 4 сезони, а брендот е Marta's Four Seasons. Од каде наоѓате инспирација? Па, инспирацијата за оваа професија како таква е нешто што или го носиш или не го носиш во себе. Нели, инспирација е нешто на што го имаш во себе и му даваш живот, душа, значи дух на нешто. Така да мојата креативност е мојот дух и индивидуалноста која јас ја носам, а ја покажувам како крајен производ. Можете ли да ни ја дефинирате модата? Па модата според мене не можеш крајно да ја дефинираш, значи нема дефиниција за неа. Неа ја дефинираат поединци и тие поединци го ствараат моменталниот тренд, кој што, нели, се води од условите кои ги уживаат моментално. Значи буквално може да се каже од климатските услови до местото каде што живееш и хабитираш, нели? Например, пред 10 на години жените носеле високи подпетици само, значи многу ретко се носело ниско, ама животниот стил бил таков, значи оделе од 7 до 3 на работа и немало некое такво темпо за можеби да им треба нешто поудобно. Сега, например, денес еве, нели, модерни се патиките, рамни чевли, значи секоја втора жена можете да ја видите во рамно. Така да, значи времето
кое што го живееме го носи исто модниот тренд, нели? Нешто што го живееш, тоа е и модата. Во што најмногу уживате кога дизајнирате облека? Па буквално во се. Од моментот кога одам да го бирам материјалот, кога ќе го одберам, точно мислам дека знам што би го направила. До моментот кога го замислувам што би излегол како крајен производ, кога се крои и на крај кога ќе излезе како производ готов, за да дојде момент кога ќе дојде клиент муштерија и кога ќе го изужива како таков и на крај кога ќе го купи. Така да од почеток до крај уживање. Значи обично тоа што го работиш, мислам дека треба да го уживаш. Така и јас. Кој е најпредизвикувачкиот дел во оваа професија? Па предизвикувачко не знам како да кажам, значи предизвикувачка е самата работа. Значи почнува од идејата, нели што и како би било, потоа до на што треба да го направиш и да допре до твоите клиенти. Значи предизвикувачки е моментот кога размислуваш дали нешто ќе биде готово и успешно и како тоа ќе се представи на самите клиенти и дали воопшто ќе те доживеат, нели, како дизајнер кој ќе ги погоди нивните вкусови. Дали вашата работа го опишува вашиот вкус за модата? Може ли да го опишете вашиот стил? Да, секако. Значи, секоја работа е резултат на вашата индивидуалност, нели? Треба да веруваш во нешто го правиш. И кажав, полесно е да се каже отколку нели да се направи како таква, дека треба да веруваш во себе она што го правиш. Но еве мене на пример ми се допаѓаат многу несекојдневни, романтични и модерни работи во исто време. Значи тоа е мојот стил и тоа е уствари мојата линија. Значи независно од тоа која колекција се прави, есен зима, значи 2015-2016, овие работи се оние што мене ме водат. Значи сето друго е додавање на трендови или моментални бои. Што е она по што е препознат ли вашиот бренд? По кој дел од креацијата луѓето би можеле да речат ова е дело на Марта? Како и секој креатор, нели, зборуваме уметнички, технички, моден, секој некој што нешто креира, излегува нешто што е негово од него, значи негов стил, негово размислување, негово појавување во самата јавност. Така да Марта можеби ја познаваат по, кажав, нешто несекојдневно, со типична доза на женственост и секако модерно. Сега од прилика се фокусираме на тоа што го сакаат жените, нели, на тоа што им треба. Значи не е само да бидеш ти во самиот дизајн. Значи не значи ако нешто креираш дека строго треба да се држиш до тоа што си ти, туку треба да направиш еден баланс помеѓу тоа што им треба на купувачите и да вметнеш една доза на нешто свое, на индивидуално. Што мислите за последните модни трендови? Па, последните модни трендови за мене се тотално да. Значи, можам дефинитивно и целосно да се препознам во сето ова. Конечно дојде мојата мода. Фустани врз панталони, патики се сукњи, сакоа со патики исто, слоевито облекување, тоа е тоа. Дефинитивно мислам дека мојата мода што мене ми одговара. Купуваат ли луѓето дизајниран облек? Па сега дизајнирана, нели, кај нас македонска или воопшто светски? Конкретно кај нас, каков е нашиот стандард? Па нашата дизајнирана облека, значи се трудиме да биде достапна за муштериите, значи немаме светски стандарди во смисол на цена,
туку стандардите се во склоп на нашето живење тука. И според мене, да, значи, гледам дека луѓето се препознаваат, веруваат, значи мислам дека можат да го познаат квалитетот. Битно им е дека не се дел од толпата и дека се пренаоѓаат во нашите модели. Заработувате ли доволно? Се живее ли од оваа професија? Па, добро, види дефиниција за она што го работиш е дека треба и да заработуваш од него. Значи, уште подобро е да уживаш во сето тоа што го работиш и на крај да заработиш. Јас конкретно, да. Има ли Македонија простор да се докажат модните дизајнери, место каде што луѓето може да го видат сето тоа? Па да, зошто да не? Гледам дека се повеќе и повеќе од купувачите ги интересира, значи, македонската мода. Може би требало да има повеќе продажни места кои што ќе бидат дефинирани како такви дека се продава македонски дизајн. Малку повеќе рекламирани, ставени во предност за разлика од брендови што доаѓаат нели од страна веќе етаблирани. Значи, ако малку им се стави предност на луѓето да го видат, јас мислам дека дефинитивно ќе биде во многу подобра ситуација за разлика од сега, но битно е дека оди во една нагорна линија, така да се гледа дека клиентите можат да препознаат добри дизајни, добар квалитет и да реков да не бидат дел од толпата, нели? Концептуалната продавница или јавна соба се наоѓа во централното градско подрачје во Скопје. Таа е дом на сите креативци и представници на деловната заедница во Македонија, бидејќи токму дизајнот е главниот мотор на овој центар, кој има за цел перманентно да ја унапредува продуктивноста кај младите креативни умови, да ги насочува кон пазарни цели и да ги поврзува со производните компании од земјата и светот. Во рамки на центарот функционира мајсторска работилница, концептуална продавница за млади и дизајнерски брендови, детска работилница, сала за состаноци со бизнис заедницата, библиотека, галерија. Марта има чест што своите дела може да ги изложи токму таму. Вели дека тоа е прекрасен начин македонските брендови и дизајнери да се представат пред купувачите. Покрај во јавната соба, своите дела таа ги продава во незините бутици 4 сезони. Каде вие досега сте ги представиле вашите дела? Значи, примерно, нашите дизајни се продаваат во нашите продажни места, тука во Велес, и моментално во Скопје, во концептуалната продавница Јавна соба, Центарот за дизајн. Имавме една ревија интерна додека бевме во Сити Мол, во делот исто концептуалната продавница Lotus Design Store. Ја споменавме и јавната соба. Што всушност представува тоа, колкава е посетеноста и заинтересираноста таму? Јавна соба е, кажав, концептуална продавница, значи таму се представени центар за дизајн поточно. Значи таму се тоа е група од дизајни кои што ги има од дизајнери кои што ги имаат представено нивните дизајни од смисол на мебел, значи накид, ние сме дел од модниот дизајн во Јавна соба. Кога би имале можност да одберете со кого би соработувале, односно за кого би дизајнирале, кој би бил тоа и зошто? Па моментално може да ми текне на Мирослава Дума, ми се допаѓаат незините комбинации. Мислам дека би можела да скоцкам нешто такво. А за во Македонија, дефинитивно за Тамара. Ми се допаѓа кај неа незината индивидуалност, начинот на кој што ги представува и
целосниот, значи изглед како она сето тоа знае да го износи и да го представи, така да мислам дека би ја погодил. Како би реагирале кога некој клиент кој што доаѓа да нарача парче дизајнирана облека кај вас и најде некоја забелешка, односно некој дел од облеката кој сака да го промени? Дали би го прифатиле тоа, би ги промениле тие парчиња, не знам, било на што да се однесува, или би сугерирале дека тоа е вашиот стил и дека би останале доследна на она што веќе сте го сработиле? Види, значи, секој што доаѓа, кој што решил да дојде кај мене и да биде дел од, нели, нашава приказ на 4 сезони, очекува и веќе сигурно знае што би го очекувало, нели, кога ќе дојде тука. Сега дефинитивно не би го разочарала како клиент, значи во секој случај сакам да клиентот биде најзадоволен, но би сакала моделот и, нели, крајниот производ да се отсликува на мојот стил. Значи да има една, нели, комбинација од тоа што сака клиентот, како јас ќе се покажам, значи да имаме една дефинитивно соработка. Кои модни трендови би ја отсликале оваа пролет? Па оваа пролет како пролет, нели, опозит на зимава, светли бои, тиркис, розе, светло плава, жолта, остануваат патиките, сандали со реси, чевли во боја плави, светло плави, сандали исто, бели чевли дефинитивно. Па ќе видиме сега кој ќе се придвижи со трендот, кој ќе остане позади. Зборуваме цело време за дамите. Зошто во вашата колекција нема дизајнирана облека за мажи? Зашто немам време. Океј, за крај останува само да ве прашам кои се вашите следни планови и каде се гледате за неколку години? Па плановите дефинитивно остануваат дека работата како таква ќе продолжи. Може би повеќе продажни места, да се расшириме како бренд во делот на Македонија. Имаме некои планови за надвор од Македонија, некои понуди кои што се надевам дека годинава ќе се случат. Тимот на емисијата Успешни ви посакува успех, каков што имавте и досега, па да се расширите и на просторите надвор од Македонија. Благодарам за гостувањето и за раскажувањето на вашата успешна приказна. Благодарам и вас. Вас, драги гледачи, ви закажувам нова средба за 7 дена со нова успешна приказна.